Почитувани пријатели, ви посакувам Божиот благослов да остане со сите вас. Некои луѓе мислат дека треба само да се љуби, да се сака, да се искажува љубов и не мора да ја тенчиме толку многу. Но кога е во прашање библиската вистина, Библијата, и те како треба тенчење. Зошто? Затоа што живееме во последно време, а има толку многу лажни религии, лажни верувања, што мора да се тенчи. Комбинацијата на спасение преку вера и дела или само преку вера, тоа е мојата денешна тема. Тоа е куса тема, но многу важна. Многу луѓе не се во состојба да ги разграничат верата од делата. Кога зборуваме за спасение само преку вера, ние како верници на вистина мислиме дека тоа е така, како што зборуваме и веруваме, дека спасението е само преку вера и ништо друго. Како што рекол и рече апостол Павле, праведникот ќе живее преку вера. Верата е темелот на нашето спасение. Ние преку вера веруваме дека Исус умре за нашите гревови и ја плати цената што требаше ние како грешници да ја платиме. Но бидејќи не бевме во состојба, затоа Исус умре наместо нас и го реши нашиот голем проблем со гревот. Штом поверуваш во делото што го направи Исус, тоа е доволно и те спасува од смрт и пекол. Кога зборувам за смрт, Библијата кога зборува за смрт, се мисли на вечната смрт. Пеколот, тоа е вечно измачување. Во сите Исусови изјави, тој на секој му велеше да верува во него и ќе се спаси. Но, доколку ја комбинираме верата со делата, тогаш ќе испадне дека спасението што ни го нуди Бог е дополнување и доизградување. Пример, ти си поверувал во Исус и си го направил првиот чекор. Но бидејќи животот ти понатаму си тече, сега ти треба и ти е потребно дела, за да се осигуриш дека спасението ја прави целината. Не, пријатели мои, не, во ниеден случај. Библијата не зборува за комбинирано спасение, туку само преку вера. Апостол Павле, за да им докаже на верните дека делата на законот и делата како такви не можат ништо да направат и да допринесат нешто за спасение, го дава примерот со Авраам. Се вели: и Авраам му поверува на Господ и тоа му се припиша за праведност. И потоа како мисла, апостол Павле вели: а на оној кој работи, платата не му се засметува по милост, туку по долг. Додека на оној кој не работи, а верува во оној кој го оправдува безбожникот, неговата вера му се засметува за праведност. Тоа е запишено во Римјаните 4 глава 4 и 5 стих. Идејата за Божјата благодат стои спротивно на принципот на делата. Благодатта има врска со примањето на бесплатниот Божји дар, а делата имаат врска со стекнување заслуги пред Бог. Зборот харис, што се употребува во оригиналниот текст, подразбира доделена милост, дарежливост, без да се очекува нешто назад. Тоа е дело направено за Божите непријатели, а тоа е целото човештво. Зашто ние, додека не верувавме во Исус, бевме Божји непријатели. А доколку правиме добри дела со намера да стекнеме спасение, ние со тоа го задолжуваме Бог да одговори со негова наклонетост кон делата што ние ги правиме. И во тој случај како би испаднало? Сите наши благослови би биле производ на делата што ги правиме ние, бидејќи тие би биле заслужни пред Бог. Библијата е јасна и по тоа прашање и вели дека ние со ништо не заслужуваме пред Бог, освен заслуга смрт. Затоа верата на оној што не работи, според обврските на законот, го оправдува безбожникот. Праведноста никогаш не се стекнува со принципот на правење добри дела. Човечката логика вели дека праведноста се стекнува ако се прави нешто од наша страна. А Божјото дело вели:
дека праведноста се стекнува преку вера во оној кој умре на крстот. Таму е изработено нашето спасение и таму се пристапува само по принципот на верата, а не преку делата. Затоа нема два начини на спасение. Спасене преку дела и преку почитување на законот во Стариот Завет. И спасене преку благодат и преку вера во Новиот Завет. Секој што некогаш бил спасен, Стариот или Новиот Завет е спасен по благодат и преку вера. Преку нивниот однос на доверлива љубов кон Бог. Ви посакувам, почитувани, Божи благослов, зашто Библијата вели, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него, да не загине, да не отиде во пеколот, туку да има живот вечен. И сега да ги запомниме овие зборови. Та секој што верува, тука не се нагласува спасение по дела или нешто слично, туку секој што верува, вера во Божиот син Исус Христос. На Исус Христос нека му е слава и чест, што не удостои да имаме вечен живот благодарение на верата, како што апостол Павле рече, праведникот ќе живее преку вера. Тоа не е комбинација на вера и на дела, туку праведникот ќе живее преку вера. Амин.